сведоштва за континуитетот на македонската цивилизација. Хермес ја согледа целоста на сите нешта. И откако ја виде таа целост, тој разбра се. И откога разбра се, тој ја придоби моќта да разоткрива и да насочува. Всушност, нештата кои тој ги разбра, ги нацрта. И откога ги нацрта, ги скри. Зошто за повеќето посака да молчи, а не да говори. За да ги бара нив секој народ, роден по големиот светски потоп. Човекот отсекогаш се запрашувал за своето потекло, а живее во чудесен свет, чија совршеност отсекогаш го збунувала. Разните теории само наведуваат на некои размислувања, кои тој си ги создал за да си даде одговори на прашањата, кои вечно го предизвикуваат да трага по вистината за себе и светот. Некои од тие теории нудат научно-практични одговори, а други наведуваат митолошко-космолошки концепции, припишувајќи го чудото наречено живот на некаков надприроден ентитет, Бог или дух. Прашањето како настанала конкретно најстарата митологија, митологијата на македонскиот народ, како света приказна, чија цел е да даде одговор на споменатите прашања, не води кон фактот дека човекот уште на почетокот, со својата висока интелектуална и креативна свест, притаеното знаење на природата, го преточува во приказни, мисловни слики и создава ред за да му даде смисла на своето постоење, тоест создава митологија. Единствен народ, кај кој воедно се вклопени писменоста, јазикот, културата, единствена и целосно оформена концепција на верување, митологија и сите вредности кои произлегуваат од тие високо развиени цивилизацијски одлики е македонскиот народ. Еден од одговорите на овие суштински дилеми е посочен и во овој видеозапис превземен од книгата Зета Македонија од истражувачот Бранко Сотировски, во која се обработени првенствено писмото и јазикот на македонскиот народ. Артефакти и надписи со символика од македонската митологија се пронајдени на сите 5 континенти, најчесто во пештерите, на кожа и коска, вдлабнати на земја, како мегалитски камења и со непрекинат континуитет од 400.000 години. Тоа се надписи во кои се надзираат корените на сите верувања, митологии и религии, како и целокупната структура на сите светски јазици. Ако говорот произлегол од природата и од природните појави, тогаш и формата на буквите произлегува од самата природа, од сонцето и сончевите зраци, но и од физичките и геометриските законитости. Тоа несомнено укажува на фактот дека тој народ што го согледал сето тоа, поседува интелигенција и е свесен да ги препознава природните закони и врз основа на тоа да спознава и создава слова за одбележување на гласовите, кои имаат свет карактер. Токму поради тоа, буквите од кириличната и латиничната азбука, согласно со македонската митологија, се наречени слова цутни. И римските броеви пак тука ги нарекуваме броеви пролетни. Буквите со кои се испишани артефактите и надписите се истите денешни македонски. Тие се дар Божји кои искрснуваат како посредник помеѓу светото и световното, медиум помеѓу човекот и Бог. Тие се осознаени од обожествените македонци, а самите тие, неписмените помали племенски заедници, ги нарекуваат богови словени.
Текстовите се скриени пораки во облик на лигатура. Лигатурата или легатурата се слеани знаци слова. Македонските слова легнати врз господаречката фигура, наредени во една композиција во форма на реалистички цртеж, представуваат цртежи лигатури. Цртеж лигатурата е врв на македонската уметност, оставена како порака за обожествените македонци. Лигатурата ги крие пораките од новоформираните племенски заедници, кои ја уништиле македонската држава, големата Зета Македонија. Господовиот чист и бел бисер, духот Господов Македон, сокриене и не може да го согледа западно-научната лига. Само македонскиот народ, како Божји деца, со избрани поединци, ја чуваат тајната на животот и настанокот на светот. Денес, мнозина сакаат да ја дознаат, но бисерот не се фрла пред свињата. Ова е само почеток и предговор на предизвикот за подетално истражување, за докажување на фактот за постоење на големата цивилизација и култура на македонскиот народ на 5 континенти, со непрекинат континуитет уште од времето на така наречениот палеолит, па се до денес. Во рамките на тогашното големо царство Зета Македонија, кој ги опфаќа сите региони на светот. Следи анализа на македонските споменици на културата, транскрибирани на современ македонски јазик. Осинчани, близу до Скопје, Република Македонија. Надпис на камен датиран 7 до 6000 години пред нашата ера. Селото Осинчани се наоѓа на околу 13 километри воздушна линија јужно од центарот на Скопје, Република Македонија. Самиот предел изобилува со културни и природни знаменитости, а археолошките локалитети близу до селото изобилуваат со исклучително специфична материјална култура, која сведочи за долг континуитет на живеење на овие простори, опфаќајќи повеќе историски периоди. На локалитетот Дабје регистрирани се надгробни плочи, а на самиот врв на планината Црна Лома или Илина гора, веднаш над селото се зачувани мегалитски структури кои формираат светилиште. Во непосредна близина на светилиштето се регистрирани повеќе надписи на карпи и камења. На јужната страна на локалитетот Присој се регистрирани уште 2 светилишта, каде има најмалку 27 надгробни камења и карпи со символика и надписи напишани со слова од древното македонско фонетско писмо и на древен македонски јазик. Нашиот реномиран истражувач Васил Илјов, кој ги дешифрира надписите, тврди дека содржината на истите е разновидна, писмото е македонско, а текстовите се напишани главно од десно налево, одгоре надолу или комбинирано. Нивната датираност го опфаќа периодот од 7000 до 1000 години пред нашата ера. Според дешифрирањата на Васил Илјов, каменот го содржи надписот и увр лк, вр во смисла врв во надписот, со што се добива значењето и на врвот лук, лединка. Истражувачот Бранко Сотировски оди понатаму во истражувањата конкретно на овој камен. И за него каменот го содржи надписот, преку кој ја дознаваме континуираноста не само на користењето на македонскиот јазик и слова, туку ни служи и како доказ за непрекинато постоење и владеење на македонското царство од големата Зета Македонија.
територија која ги опфаќа сите 5 континенти. Содржината насочува на еден друг аспект. Имено, дешифрирајќи ја, го согледуваме и напреднатото ниво на свест и интелектуален развој на македонците од така наречената праисторија. А со самото тоа ни се дава за право периодот во кој се датира надписот да го наречеме историја, односно историски период од Зета Македонија. Според Бранко Сотировски, веќе дешифрираниот текст, транскрибиран на современ македонски јазик и на врвот лук, лединка, може да се толкува на следниот начин. Зборот лк или лук е озвучен помеѓу со самогласката у, што и не е така погрешен чекор, бидејќи зборот лук, лединка, се среќава и на надпис во Мексико, во кањонскиот предел Сиера де Сан Карлос, 4000 до 3000 години пред нашата ера. Но терминот лк може да се озвучи и со самогласката о, од што ќе произлезе македонскиот збор лог, односно логос, логика. И на тој начин транскрибираниот текст би гласил: и на врвот лог, логика. Надписот укажува на врвот на човековата мисла, лог, логосот, логиката и врвот на пирамидата на развојот на човековиот ум. Така, надписот добива многу пошироко значење. Тука ја согледуваме мислата базирана на научна основа. И овој надпис е демант на западните теоретичари кои мислат дека историскиот период на Зета Македонија е само митски, предлогичен, примитивен, праисториски. Овој надпис е демант за теоретичарите кои почетокот на овој концепт го сместуваат во античкиот период, од каде наводно произлегува така наречен рационален, западен мисловен концепт. Во контекст на ова сознание, македонците имале свој образовен систем како Божја ука и наука, што е разработен во надписот од Зета Македонија, Нанија, од Пештера во денешна Франција, чиј надпис е со старост од 15.000 години пред нашата ера. Сознание, чии детали може да се прочитаат во делото Зета Македонија од Бранко Сотировски. Надписот или на гора може да се толкува и на следниот начин. Кај многобројното благородничко население од територијата на Зета Македонија се јавува потреба за одбележување на своите области, како приватна собственост, и истовремено запишувајќи ја во некој вид катастарски книги и камења со надписи на лице место. Таков е случајот со овој надпис, каде може да се прочита името и презимето на благородникот Лорд, односно поседувач на лединката или поголем дел од планината. Овој пат дешифрираниот надпис би гласал: Илу, Лорд е лединката, и Илу, Лаврот е лединката. Овие два дешифрирани текстови не водат кон сознанието дека именката Лорд е збор со македонско потекло. Именката Лаврот, составена од два збора, лав и род, ни укажува на благородникот Лорд, чие потекло е од родот македонски со символот на лавот. Лавот, како символ на сонцето, односно врховното божество на македонците, е символ кој се провлекува низ многобројните пронајдени артефакти широм светот.
датирани низ разни периоди од историјата. Лавот, како символ, е дел од гордоста на македонскиот народ, а лавовската наметка ја користеле нашите цареви. Се сретнува во пештерите, надписите на коска, на камен, во митолошките приказни, на мозаиците, се среќава на монетите од античкиот период, како и на државните грбови и борбените знамиња. Македонските цареви, представувајќи ја својата власт, својата личност и припадност на својот род, на монетите прикажуваат најразновидни представи поврзани со митологијата, растителниот и животинскиот свет, притоа алудирајќи и припишувајќи ги нивните својства. Надписот за лаврот е доказ за постоење на луѓе како дел од една цивилизација со одржлив континуитет на владење. Македонска цивилизација со благородници кои низ символот на лавот како персонифицирано сонце божество успеваат да ја задржат царската лоза, родот на лавот. Археолозите од Универзитетот во Тибинген пронашле фрагменти од слонова коска, која припаѓа на историскиот период на Зета Македонија од пред 40.000 години, во пештерата Вогелхерт во југозападниот дел на денешна Германија. Фигура со ликот на лав била откриена за време на ископувањата во 1931 година и може да се види во музеот на Тибинген Универзитетот од 30 јули 2014 година. Тешт Востони од 21, 21, 21, 21 Македонију. Во 337 година пред нашата ера, по битката кај Херонеја, како символ на македонската воена сила и надмоќ, македонскиот цар Филип II изградил огромен споменик на лав, а Александар III Македонски ковал пари со својот лик, заедно со маска од лав. Препознатливо обележје на локалитетот Микена е и Лавовската порта. Едно од многуте чудесни, митолошки и легендарни суштества е орел лавот. Суштество кое отсликува изворенно корелацијата помеѓу небеското и земното царство. Лавот, царот на земјата, и орелот, царот на небото. Во поновата македонска митологија, орел-лавовите се представени како свети суштества на сонцето. Тие ја влечат кочијата на боговите, а во палатата во Кносос на Крит се представени како чувари на престолот. Во престолнината Пела, орел-лавот е представен во техниката мозаик како напаѓа елен. Позната е легендата како орел-лавот го носи Александар Македонски на небото. Во Зета Македонија, меѓу поточна, територијата помеѓу реките Еуфрат и Тигар, орел-лавот представува символ на мудроста. Покрај тоа што е олицетворение на сила и храброст, тој е чувар на златото и носител на среќата. Во средниот век
македонскиот лав станува македонски хералдички грб, под кој македонските револуционери од 19 и 20 век се борат за македонската слобода. Македонската митологија немала фази во својот развој, поточно не претрпела промени. Во македонската митологија почетна точка од линијата на бесконечноста е мајката на воскресението. Постои само еден единствен Господ, наречен Или, Ил, како недопирлив Бог, а се друго на земјата и вселената било Божјо, како на пример мајката родилка, децата Божји, обожествените македонци, наречени од нивните неписмени поданици богови словени. Немало фетишизам, обожување на материјални предмети и немало тотемизам, кој подразбира идолопоклонство. Како на пример, некое животно во кое престојуваат душите на предците. Постоеле материјални предмети, како и портрети на луѓе и цртежи на животни, како на пример бикот, конјот, еленот, орелот, лавот и други, кои единствено представуваат символи на сонцето. Во пештерите ширум светот, особено оние кои се наоѓаат во Зета Македонија Нанија, територија на денешна Франција, се среќаваат цртежи на животни, за кои истражувачите единствено велат дека имаат символично магиско значење и се највредните достигнувања на палеолитската уметност. Пештерата Шове во Франција е откриена во декември 1994 година и е веројатно еден од најзначајните археолошки локалитети од историскиот период на Зета Македонија. Датирањето на повеќето од цртежите е во периодот околу 33.000 години до 30.000 години пред нашата ера. Понатамошното истражување го исклучува символичното магиско значење и води кон теоријата дека токму реалистичките цртежи на животни во оваа пештера представуваат прикриен опис на една митска приказна надпис во облик на цртеж, лигатура, скриена порака, која разоткривајќи ја ни го носи персонифицираниот сончев зрак, кој со себе го носи Божјиот дух, Македон. Стилот на буквите, термините и изразот на целиот цртеж, лигатура, се согласно древната македонска азбука и буквите цутни и ни ја даваат следната анализа. Над зидот на пештерата е напишано Дзндза Ил со Македон. Пештерата Шове не е ништо друго, туку храм на Господовиот дух Македон. Таа скриена порака ни се разоткрива преку карактерот или особината на Хермес. Според моето мислење, Хермес не е никој друг, туку Господовиот наследен ген, Лаврот. Тоа е скриената оплодувачка сила Господова, во сончевиот зрак Ил, наречен Македон. Господ Сонце Или се персонифицира со силата на конјот и неговото дзандзање. Символ на Господовиот машки принцип, наречен Ил, е коњскиот опаш. Во овој случај, тоа е рогот, нос или носорогот.
оплодувачката моќ на генот Господов, преку сончевите зраци Ил и мајката Земја, е она што го раѓа вкупниот жив свет, наречен Исус. Прикажувањето на 4 коњи, она на што првично не асоцира пештерската слика, се поврзува со честото представување на токму 4 предмети како символичен приказ на 4 годишни периоди, како и моќта на прецизно пресметување на сезонските промени во природата. Македонците го согледале овој природен закон, во кој самата природа се обновува, раѓа, умира и повторно се воздигнува. И секогаш овој циклус го представувале низ символите како ромб, а низ стилизирачки форми како орнаменти, чие значење се толкува како самостојна цртеж лигатура со митолошка позадина, вметнате и представен на традиционалните носии, килими и везови. На тој начин, низ ромбоидните, квадратните форми, пронајдени на бројни предмети насекаде низ светот, како и така наречените шари на традиционалните костими, се втиснати Божји пораки, односно тоа се човечки представи на Божјите особини. Живееме во период на преголема оспоруваност. Постојаното негирање на нашиот идентитет, име, нација и култура е парадоксално. Свеста за македонската културна историја, втемелена врз факти и артефакти, докази дека тој народ не е туку така дојден и населен некаде, е она што постепено и цврсто се буди. Овие докази од периодот на Зета Македонија само ја будат колективната меморија на она што од секогаш си постоело, љубовта кон Создателот, кон татковината, вековната традиција и содржина од верувања и обичаи, непроменети и за секогаш вкоренети во македонскиот народ насекаде низ светот и со континуиран развој милениуми наназад.